Зара и магичната опашка. Во едно мирно градче крај езеро живееше мало девојче по име Зара. Таа беше љубопитна, весела и секогаш им помагаше на животните. Една вечер, додека се враќаше дома по дождот, слушна слабо мјаук од грмушката покрај патот. Кога се приближи, забележа мало, калливо мач со чудна сребрена опашка што светкаше на месечината. Зара го зеде во рацете, го зави во својата марама и го однесе дома. Му даде млеко, топло ќебенце и му го даде името Луна. Но таа ноќ се случи нешто необично. Кога Зара заспа, опашката на мачето засветка посилно од кога било. Светлината ја обви неа целата, и следното утро, кога се разбуди, Зара забележа нешто чудесно. На нејзиниот грб имаше мала, сребрена опашка, исто како на Луна. На почетокот се исплаши, но мачето проговори. Не се плаши, Зара. Ова е подарок на срцето. Кога ќе ја користиш опашката за добро, таа ќе ти дава сила, храброст и можност да помогнеш на оние што страдаат. Од тој ден, Зара и Луна станаа неразделни. Со магичната опашка, Зара можеше да лекува болни животни, создава вода за жедните цвеќиња и да осветлува темни ноќи за изгубените патници. Но најважно од се, таа никогаш не ја користеше магијата за себе. Секој пат кога ќе направеше добро дело, опашката светеше посилно, а срцето стануваше потопло. Една вечер, кога му помогна на целиот град да се спаси од голема бура, Луна рече: Зара, вистинската магија не е во опашката, туку во тебе. Од тогаш, иако светлината на опашката исчезна, магијата на Зара никогаш не престана, бидејќи вистинската добрина секогаш сјае, дури и без светлина.